Сметам дека на Македонија е потребен еден долг временски период за да ги надмине проблемите во кои што се наоѓа сега. Односно зборувам за економските проблеми. Мислам дека и Македонија можеби ќе биде до тој степен, ќе се развие. Меѓутоа треба да помине еден долг период каде што мислам дека јас нема да бидам опфатен во тој период, така да планирам да побарам нови места кои што ќе бидат прифатливи за мене и примамливи. Во Македонија малку потешко, затоа што колку што знаеме, посебно источна Македонија, дека се повеќе и повеќе се иселува, нема работа. Луѓето заминуваат или во Скопје или надвор од државата. Меѓутоа и до веќе во Скопје не можат сите жители на Македонија да отидат и да најдат работа и таму е тешко веќе. Значи, таму каде што ќе останат? Таму каде што ќе останат, тешко да има нешто. Да, тешко. Генат работа на струката за кој што значи, мојата струка може да има секаде работа, меѓутоа немаштија секаде има и нема да биде доволно за преживување. Значи, тоа е многу тешко прашање. Мислам дека на повеќето луѓе во Македонија, ако им се постави тоа прашање, би се замислиле барем едно известно време пред да го одговорат тоа прашање, заради тоа што самите услови, прилики или подобро речено неприлики ставаат една бариера помеѓу видикот, пред видикот на према иднината. Дали е твојата иднина светла според тебе? Па, јас верувам и мислам дека сум по природа оптимист, така да не би рекол никогаш било каде и да бидам роден и било каде и на кое место да живеам, не би рекол никогаш дека иднината ќе биде лоша. Но оптимизмот е едно, но да зборуваме за реалноста. Реалноста е сосема нешто друго. Да, реалноста во Македонија е, како да кажам, веќе е станата, или не веќе, долги години е јавна тајна. Значи, реалноста во Македонија е дека вредностите се изгубени, дека луѓето се малтретирани или се замараат беспотребно со тривијални работи, значи се одвлечени од реалноста на некој начин. До негде тоа помага заради тоа што самите прилики, доколку би ги осеќале секој ден на плеки, би ги превладале. По завршувањето на моето средно образование во општина Велес, планирам да се запишам на факултетот за безбедност во Скопје, Свети Климент Охридски, и веќе од наредната година, односно по запишувањето на самиот факултет, во првата година од факултетот, според условите кои што ги видов, кои што ги прегледав, кои што ми ги нуди факултетот, а и самите агенции кои што се поврзани со факултетот, планирам да поднесам за аплицирање, односно за размена на студенти, значи оној систем кој што ги поврзува нашата земја со Соединетите Американски држави, односно на услуга Work and Travel. И затоа сум заинтересиран едноставно и тоа ми е како една цел која што сакам да ја исполнам понатаму во едно од првите планови. Така. Планирам да се занимавам со мојата струка или пак веќе ако нема каде ќе најдеме некоја друга решение. Мојата струка може да се отвори аптека, меѓутоа тешко е да ќе просперира во мала средина. Јас како музичар сакал неќел ќе работам на тоа. Значи, било тоа е институциализирано работење или фриленсинг или како слободен уметник. Значи, сакал неќел, јас ќе го правам тоа без разлика дали би имал некакви финансиски значи дали би се исплатило тоа или не. Во последно време самата држава, односно представниците кои што ја представуваат нашата држава, почнувајќи од владата па и председателот и така натаму, гледам дека вложуваат големи напори кон привлекувањето на странски инвестиции и отварањето на голем број работни места. Меѓутоа, се уште сметам дека
приносите или приходите кои што ќе може да ги имаат самите вработени во тие фабрики или тие предпријатија се многу мали. Односно, што сакам да кажам, дека минималната плата во оваа држава е многу помала за разлика од условите и стандардите кои што ги налага самата држава. Тука мислам дека тоа е единствениот проблем. Да, може ќе има голема вработеност, меѓутоа приходот и приходите кои што ќе ги примаат тие лица, мислам дека се многу мали за разлика од стандардот во државата. Прво треба да можеме да бидеме независни од своите родители. Ние се уште чекаме нашите родители да ни дадат. Нема работа за да можеме сами да почнеме да живееме, да се осамостоиме. Да, и за поголеми планови тешко. Значи, прво треба да има образование. Ако не со образование, жално е да се помисли дека треба со партиска книжка веќе да се вработуваме, посебно државна институција. Перспективите за работа, значи, институционално или да речеме во јавноста се прикажува една сосема друга слика од тоа што навистина е. Значи, еве да го земем и Велес како пример. Значи, самата локална музичка сцена пред 10 до 15 години се чувствуваше се уште некаква си раздвиженост, макар тоа било и на ниско субкултурно ниво, да речеме, мада јас од секојаш сум сметал дека тоа е првичното, она што треба прво да го има за понатаму. Додека денеска се е институциализирано до таа мера што веќе нема слободно струење на уметноста и на музиката, така да повеќето од моите колеги или се разочарани или немаат прилика да работат. Иако би кажал дека тоа е делумниот проблем, значи може и поголемиот дел од проблемот би се нашол кај самите луѓе, заради тоа што уметноста не може да се работи како човек остров. Значи, мора да се створи комуна, мора да се створи кружок, за да се работи заедно, за да се биде, да има размена на идеи и тоа сето доди без предрасуди, што за жал кај нас е сосема спротивната слика. Па можам да кажам дека сум задоволен. Не можам да кажам дека сум презадоволен, почнувајќи од можеби економската состојба на моето семејство, меѓутоа условите кои што ми ги нудат моите, условите во кои што живеам, можам да кажам дека се наоѓам на едно средно ниво, каде што мене едноставно, можам да кажам, ми лежи тоа ниво и се наоѓам во општеството, се наоѓам добро. Лозова е место кај што има многу добра местоположба. Значи, окружуваат 3 града, има езеро, близина доволна е за човек кој што има средства, може да живее тука сосема нормален живот. За настрана, мислам, да сака да да отиде некаде да прошата, има сите услови. Има услови за живот, меѓутоа проблемот е немаштијата, што се повеќе надгризува во сите сегменти од животот. Не сум задоволен. Мислам дека е доволно. Зошто? Па, Што фали? фали горе наведените работи, значи тоа што беше одговор на прашањата, еве да сумираме, значи како прво финансиски да го земеме како најбитен фактор за екзистенцијата на човекот. Мислам, парите се нужно зло. Второ, значи самата атмосфера, самата култура, мада сите тие работи се едно со друго поврзани. Значи, кога нема пари, луѓето се натерани да си ги снижуваат моралите, кој колку може да издржи. Јас, како и сите други млади, сметам дека семејството е пред се. Сите ние сме создадени и тука сме да токму да ја продолжиме таа низа, односно тоа колено од колено, како што се нарекува, значи. Да, во иднина планирам, значи, да оформам семејство, меѓутоа моите планови се да биде тоа надвор нашата земја,
да биде некаде каде што ќе можам да најдам сигурна работна, сигурна работа, сигурен извор на приход, да е подобра мојата економска состојба, да го подобрам едноставно мојот статус во општеството, мојато местоположба во самото општество во кое што ќе биде. Семејство, да, затоа што најголема казна за човек е да остане сам. Меѓутоа, во овие услови малку потешко, значи воопшто не сум била на тие планови што не размислувам за семејство, меѓутоа се надевам еден ден дека ќе видам. Ме фаќа страф не од помислата да основам семејство, туку ме фаќа страф од помислата кога би основал семејство, кога ќе основам семејство, како ќе биде. Значи, да. Иако, мислам, тоа дека јас чувствувам страф, мислам дека е сосема природно нешто. И не во никоја мера не ме спречува од природниот нагон или од социјалниот нагон да би основал семејство. Планирам да заминам надвор од нашава земја. Причините се и претходно напоменав, можеби економската состојба која што имам во моето семејство, мојата моментална економска состојба, можеби условите и начините на живот кои што ги нудат, да речеме, високите развиени земји на западот. И мислам дека поголемата работна рака, поголемите придонеси, поголемата економска моќ на останатите држави ме привлекува едноставно. Моја најголема желба е Македонија да има иднина. Сега, доколку останат вакви услови, сите сме приморани да отидеме некаде. Значи, се бориме за подобри услови. Доколку би не се пружила прилика, да. Мислиш дека ќе се реализираш многу повеќе себе си настрана? Да, па повеќе ни е цената и професијата, и подобра плата, но повеќе се ценат условите за живот, сето оно што ни е потребно, неопходно. Јас не би сакал, тоа го гледам како крајна солуција, да речеме, но никогаш не се знае. И ако би заминал во странство, тогаш би го признал поразот на некој начин. Би признал дека ми избркале од сопствената држава.